Znači знанието, што значи знание? Да го знаеш Аллах Джелешану. И после што? Да го знаеш пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам. Што значи да го знаеш пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам? Да го примиш она и да го потврдиш она што дојде пекамберот со него саллаллаху алейхи ва саллам. Значи со тоа упатство, со тој Коран и Сунна, да го примиш тоа и да го потврдиш дека тоа е вистина. И не само тоа, да го примиш да го потврдиш, не. И исто на најдобар начин наредбите на пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам да ги спроведиш и да се отстраниш далеко од неговите забрани. Значи ова е следење што на пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам и познавање на пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам. И како ќе го знаеш пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам? Кога ќе читаш неговата биографија. Кога ќе читаш хадисите во Бухари, Муслим, Абу Давуд, Тирмизи, Ибн Маџа, Ен-Несаи и така натаму. И други книги што се пишани за биографијата на пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам, така ќе го знаеш твојот пекамбер. И така ќе знаеш како ти да му бидиш со него идентичен. Шех Фозан вели: "Кейфе теттебиу шахсан ва анта ла та'рифуху." Како можеш ти да тврдиш дека следиш еден човек, значи Мухамед саллаллаху алейхи ва саллам, а ти не го знаеш него? Ти не го знаеш него. Ти не знаеш неговата биографија. Ти немаш поима за кого збориш. Мухамед, пекамбер, ама името, од кога племе, кога е роден, како живеше пред да биде пекамбер, како беше познат према луѓето, после пекамбер кога стана, како беше почетокот на даветот, после како кога беше објавен даветот јавно во Мека, како врвеше во Мека, какви малтретации имаше, после во Медина, хиджрата за Медина, после животот во Медина, све тоа значи треба да го знаеш за пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам. За секој еден јеџибу алейна ма'рифату залик. Шех Мухамед вели јеџиб, што значи јеџиб? Значи ваџиб. Што значи ваџиб? Шех Фозан хафизахуллах вели ваџиб, ако го исправиш, ако го исполниш, ќе бидеш награден. Ако не го исполниш, ќе бидеш казнет. Значи да го знаеш, вели Шех Фозан, "Хада гайр маъкул." Ова не е од здрав памет, да ти да тврдиш да следам Мухамед саллаллаху алейхи ва саллам, а не го познаваш пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам. Гайр маъкул, ова не е под паметот, не е од здрав памет. Затоа значи да бидеш следбеник на Мухамед саллаллаху алейхи ва саллам, треба да го знаеш животот негов, како беше со сахаба, како беше во џамија, како беше со неверниците исто, како беше со неговите сопруги, како беше со неговите внуци, како беше со неговите черки, и така со неговите комши, и така натаму, со неговите чичковци. Иако беа мушрици, како Абу Талиб и други, сите тие работи ги знаеш. Зошто учењето на биографијата на пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам ќе научиш ти како да поступуваш во твојот живот. Ние увек збориме хиджрето на пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам, така? Хиджра за Медина. Што учиш од ова ти од хиджретов? Само еден пример да се заприме тука и ќе продолжиме. Што подразбираш и што учиш, што е мудроста? Пекамберот повикуваше во Мека. 13 години давет. Но во Мека не го примаа даветот на пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам. Што направи пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам? Не велеше јас од овде, ја има инвестирано овде куќи, ова, она све, ни овде ќе останеме. Не. Што? Замина во друго место. Во Медина. И во Медина ги собра плодовите, трудот од Мека што беше. За тебе давечија што правиш? Идеш ти во еден град, идеш во едно село, повикуваш ти во патот на Аллах субханаху ва таала. И гледаш луѓето не го прима даветот твој. Што правиш? Не се закопуваш тука. Одиш во друго село. Може би во другото село, во другиот град, Аллах Джелешану има да ти даде тебе многу повеќе успех и плодови што ќе ги собереш, што си ги правил ти тамо. Значи гледаш, ова е учење, значи како од биографијата на пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам. Исто гледано, кој беше малтретиран во Мека толку како сахаба, никој други. Али Јасер, фамилијата на Али Јасер, беа врзани, ги малтретира. Пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам врвеше покрај нив. И што му велеше пекамберот на Јасер и на Сумеја и на Амар, сабран ја Али Јасер, сабран. Сабр. Инна мауидукум ал џанна. Вашиот термин е џеннет.
Вашето встречаване е дженнет. Не му велеше на Абу Бекр, ние сме меканци тука, и на Омера, и на Усман, и на Али, сите бия те меканци. Ние сме тука родени, имаме права наши, права, така денеска много заправава. Ajde da izlazimo na demonstraciji, ajde da pravimo revolucija. Vikaat islamska revolucija. Laškovci, brat! I hvalul muflisin. I on im je Emin, kako se preziva, ne znam, brat. I cela paleta od njima. I Sadla Bajrami, Bekir Alim, i Ahmed Kalaja, Elvi, znači, cela paleta, brat. I tijevo Bosna što se, Bilal Bosnići, Kuduzovići, Porča, site se od njih od ihvanul muslimin. Islamska revolucija. Zašto nema revolucija kao Pekambero sallallahu alejhi ve sellem? Zato ćeš došti velime da učiš biografijata na Pekambero sallallahu alejhi ve sellem, za da shvatiš ti. Ti ne maltretirat ovije, ne davat prava, ova, ona. Čekaj, koji biš i početi maltretirat? Vidi sahaba. Sahaba, ne možeš da reći tekatija. Da li praće Pekambero od revolucija? Ne praće revolucija. Da li demonstriraše? Ne. Da li biše kaotičen? Ne. Da li im kradeš evo Meka? Ne. Ti evo Skopje krada strujata, site, brat. Zimat parna doma, site, klano. Parno granje došli ima nasad klano. Sad od ima so magnen naprano. Na Patarina. To je Sadula Bajrami, džavol. Ги учил неговите следбеници што имат да бегаат на Патарина. Патарињето за Скопје. Да му се доближиш некого скроз назад, кога отвори Патарината, тој заминува ти одма за него да избегаш. Така ги учат. Дали пек што право Мека, како го вика Пекамберот салаллаху алейхи ва селем, пред да биде послан. Емин. Емин, доверливиот. Зошти? Зошти крадеше? Зошти лажеше? Зошти им праше неправда? Брати, види, студира историјата на Пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Не оставај со паметот твој да се игра кој шутпетко. Што немаат поима од верата. Незнајковци. Студира историјата на Пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Види како поступуваше Пекамберот салаллаху алейхи ва селем. И тогаш знај, прави ги делата, имат една вага, брат. Таја вага не лажи никогаш. Таја е вага на Коран и Сунна. Таја вага не изиграва никогаш. Ни милиметар. Секој нешто ќе дојде, стави го на вага. Стави го на таа вага, мери го. Види дали се неговите зборови, дали се неговите дела, дали неговите сите работи што ги прави давето на начинот на давет, дали се тоа начинот на Пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Денеска што прават давет, низ гостија, низ Тето, низ Скопје, каде било и таму, прават давет со што? Алейкум селам, рахматуллах. Што прават давет, повикување? Што прават? Со она. Кажуваат она заебанци да се смеат луѓето. Комичари. Со комик значи прават. Да, па без друго. Значи тие држат дерс, кој да е он сад лабран 15 минути држи дерс. Да, комедии прават. Тие држат дерс 15 минути дерс џомити, малце да се смешат работа од џомити исламски. После комедиите иде 45 минути, значи дерсот е 15 минути, а комедијава 45 минути. И после ќе речат, што ќе речат? Исламски комедии. Како што веле исламска музика за илахите, така? Исламски нашиди. Не имат исламски нашиди, брата. Не имат исламски нашиди. Исламска револуција исто. Немат исламска револуција. Ова нема врска со верата. Нема никаква врска. Затоа значи да го познаваме Пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Луша Аллах Джелешану вели, што вели Аллах субханаху ва таала, ова во суратун Ниса, ајет 65. Аллах Джелешану вели: "Фала ва раббика ла юъминун." Аллах Джелешану се колнит во твојот Господар. Значи вели на Мухамед во твојот Господар. Значи Аллах во себе си свој се колни. Фала ва раббик ла юъминун. Тие не верувале. До кога не верувале? Хатта юхаккимуке фима шаџара бейнахум. Дури тие да те направат тебе судија за она што имаат тие меѓу себе недоразбирања. Што имаат кавга, караница нешто, двајца муслимани се случуваат. Овој вели ваке, другиот вели таке. Што правиме ако имаме ваква работа? Кој е појака? Не.
се враќаш ке кого? Ке аргументите. Фала ва раббик ла ю'минун хатта юхаккимуке фима шаџара бейнахум. Дали ова доволно? Не е доволно. Шо вели Аллах субханаху ва таала? Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. После тоа, кога тие те прат тебе судија, во оние работи што имаат кавга недоразбирање, кога ќе осудиш тија Мухаммед, тие не чувствуваат ништо во нивните срца. Зашто ти можеш да појдеш на суд негде, пример, и тој судијата осудуваат, ти не си задоволен со тоа што осудил. Уште имаш нешто во срцето твое, го носиш. Не, ке Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям нема тоа. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرج مما قضيت. И после не само тоа, да не чувствуваш ништо во твоите гради. ويسلم تسليما, и се предаваат тотално на тоа. Се покоруваат на тоа осуда тотално. Значи што три? И што значи тоа сега? Пекамберот саллаллаху алейхи ва саллям не е жив појчи. Да ојме кај гробот него во Медина, не. Ова значи сега после смртта на пекамберот саллаллаху алейхи ва саллям да се вратиме во суннето на пекамберот саллаллаху алейхи ва саллям. Тука имаш одговор за секоја на работа кавгаш имаш во врска со верата. Некој вели два ке требит, некој вели таке требита. Што правиш? Ки се караш цело време? Кој е појак и дотепање? Не. Тоа не е разлог, тоа не е излез. Што излезот што е? Се враќаш во суннето на пекамберот саллаллаху алейхи ва саллям. И тука гледаш што е вистината и кога ќе видиш вистината, иако пред тоа си претендирал, си тврди нешто друго, онма се предаваш на таа вистина и ништо не чувствуваш во твоето срце. Зошто? Зашто Аллах вели уште не си верувал, ако чувствуваш нешто, уште не е имано твој пот исполнета. Уште ако ти иде тебе нешто од пекамберот, ова и ова работа треба да се прави од суннето де, и ти имаш тешкотија во тоа, имаш, значи, чувствуваш нешто, значи, лошо према тоа, уште немаш исполнето, не да, или се колебаш исто, не го немаш исполнето што? Не го немаш исполнето имано, значи верувањето. Ова е, значи, во врска, исто велите Аллах субханаху ва таала, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Ако ви имате во нешто недоразбирање, тогаш што да правиш? Фаруддуху иля Аллахи вар Расул. Тогаш вратете га таја работа, тоа недоразбирање кај кого? Кај Аллах Джелешану. Значи што вели Ибн Кесир рахимахуллах? Кај Куранот да го вратиш. Ва иля Расул, кај после смртта на пекамберот каде? Ибн Кесир рахимахуллах вели, значи враќање кај суннето на пекамберот саллаллаху алейхи ва саллям. Ин кунтум ту'минуна биллахи вал јаумил ахир. Вратете го ви работи кај Аллах и кај пекамберот, ако вие на вистина верувате во Аллах и на судниот ден. Што значи на судниот ден? Значи ако веруваш и дека ќе бидеш оживен и дека ќе даеш, значи ќе даваш, значи логари, како се вика, есап ќе даваш пред Аллах субханаху ва таала, тогаш што во секоја работа кога имате недоразбирање, вратете ја кај кого? Кај Аллах субханаху ва таала и пекамберот саллаллаху алейхи ва саллям. И што вели после Аллах субханаху ва таала? Залика хајрун ва ахсану таъвила. На вистина, враќањето ваше кај Аллах, кај пекамберот, кај Куранот и Сунетот, е тоа најдобар излез и најдобро, значи, делување. Најдобар излез и најдобро што? Делување. И исто, велите Аллах субханаху ва таала, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Нака се пазат оние што се спротивставуваат на наредбите на пекамберот саллаллаху алейхи ва саллям. Юхалифун ан амри. Нака се пазат. Кој? Оние што му се спротивставуваат на кој? На наредбите на пекамберот саллаллаху алейхи ва саллям. Пекамберот саллаллаху алейхи ва саллям велеше пуштете и брадите. Да. Страмота е, брат, ова е вистина, страмота за муслиман да фрли брадата секој ден в канта. Страмота е. Денеска ќе пуштеа мода се направи. И со кратки пантоли одат дури владари одат со кратки пантоли из Албанија, така е? Се виделе или се виделе вие? Да. Значи муслиманите се враќаат тоа како мода да го гледаат тоа, нашите кратки пантоли. Дали имаме ние мода или нема, да ние не гледаме модата. Ние го правиме тоа зашто од верата е. Дури баш во Швајцарија читав на новина, швајцарска новина што се чита највише во Швајцарија.
20 минутен, 20 минути новина се викат, што велеа внатра, нова мода иде во Европа. Рокови, сукни за мажи. Да, и ќе видите за колку години, овие странци веќе се брат, тие слепи се брат, тие ослепени се таму, тој ќе дојде вели тоа е мода. А да го носеше некој муслиман, зашто во Јемен го носа муслиманите секој ден. Во Јемен тоа е ношна на муслиманите. Значи како види на пешкир го врти тој и тоа му е ношна во Јемен. Да, илјадници години го носат во Јемен. Како арапите што носат кошулите бели, во Јемен не. Во Јемен горна како нашиве кошули овде што носиме и долу како тоа пешкирша. И тоа ќе дојде во Европа сега мода. Во Швајцарија го кажуваат. Значи ние не знаеме зошто е тоа мода или не мода. Зошто ние го правиме? Зошто од верата. Ка не за нешто друго. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Нака се пазат оние што му се спротивставуваат на наредбата на пекамберот салаллаху алейхи. Зошто? Ен тусибахум фитна. Да не ги опфати нив една фитна. Ау юсибахум азабун елим. Или да ги опфати нив една тешка казна. Имам Ахмед рахимахуллах, имам Сунна, што рече, а тедри мен ил фитна аш-ширк. А знаеш што значи овде фитна, ен тусибахум фитна? Да ги опфати нив фитна? Фитна, рече имам Ахмед, значи овде ширк. Зошто ширк? Зошто велит имам Ахмед рахимахуллах, لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Имам Ахмед рахимахуллах велит, се плашам ако тој еден дел само од наредбите на пекамберот возврачат за нешто да го опфати неговото срце од заблуда и да излезе од исламот и да се униши сам себе се. Зошто заблудата не починат од 100 на 1000, од 0 на 100 или од 0 на 1000, не. Шејтанот некогаш го заблудува човекот чекор по чекор. И накрај ќе видиш немаат врската со исламот. Затоа што велиме ние секој ден во намаз, што правиме ние во намаз секој ден, секој речаат дури, ние задолжително да читаме суратул Фатиха. Што велиме? Ихдина сиратал мустaqим. Ова е молитва, му се молиш на Аллах џелешану. Зошто? Упати на направиот пат. Зошто ово пати на направиот? Секој намаз, секој речаат. Шех Ибн Баз рахимуллах вели, ова докажува дека ова дова е многу важна. Ти имаш потреба за неа секој ден и секој миг. Ихдина сиратал мустaqим. Да, ајет, ама ова е дова. Ова е дова, Орхан. Ти му се молиш на ихдина сиратал мустaqим. Сиратал ледина ан'амта алейхим. Патот на оние што ти им се смилуваш. Кои се тие што се смилувал на Аллах субханаху ва таала на нив? Се пекамберите, се сиддикин, искрените луѓе, шухада и салихин, праведните луѓе. Значи му се молиш на Аллах да бидеш како нив, како пекамберите, како сиддикин, како шухада и како салихин. Секој ден му се молиш на тоа на Аллах. Во секој речаат дури. Во секој ден речаат. Ихдина сиратал мустaqим. Затоа значи пазење големо значи да не возвратиме од наредбите на пекамберот салаллаху алейхи веселам, туку да им се покориме потполно. Да им се покориме потполно.